Денот кога во мренога погрешка умре Наќа наместо Стеван. Секој си има свој Стеван за умирање и свој Наќа за прекар. Транка уште не беше стигната кај Врвана Пајковска, кога камбаната звекна 3 пати. Беше предпладне време кога волорчињата од планината ја враќаа стоката в село, поќеварите за намерис за да преживеат. Тогаш сенката наравно беше 3-4 стапалки. Камбаната звекна еднаш, по 6 чекори уште еднаш, па по 6 чекори уште еднаш и замолкна. Трајанка ги начули ушите и позастана под врбата. Ја поднамести запасаната скутина, го префрли малото градинарско мотиче со зајачки уши од десното на левото рамено. Се поднакашла и скоро гласно подвикна. Ете, се скомати Стеван, заминав невратило. Таквиот звекот на камбаната беше известување дека некој мреноженец веќе се сретнал со Свети Арангел. Стеван долго време беше болен, в постела. Уште на почетокот на зимата, кај Свети Никола, помина некое чариште, некое болесиште, кај сите мреножени, така речено, кај мало и кај големо. Помина, ама од кај сите си замина, кај Стевана некако се одомаќини повеќе месеци. Го врза за постела без да станува дури за понадвор. Стеван остана се треси в постела, ама им ги донесе поголемите маки на здравите по дома. Се мачеше Стеван, а уште повеќе здравите околу него. Од тој ден Трајанка секој ден наслушуваше дали Митре Питропот ја очукни мандалот од камбаната, ама само 3 пати со почекување од 6 чекори. И ете, дури денеска од камбанаријата се разнесе звекотот кој требаше да каже дека некој мреноженец починал. Трајанка во тој момент се посети дека пред 2-3 години Стеван ја одврати водата од браздата за да си ја навадили водата кај водеинци. Трајанка залудно ја чекаше матицата, која по себе влечеше малата рекичка, за автасат да стигне дури до подрудина, за да не се исуши пиперот. Голема кавга сторија со Стевана тогаш. Трајанка и пред тоа, ама посебно од тоаш, не сакаше да го навиди на Арно. Кога ги слушаше трите звекоти на камбаната, се подизрадува. Кој знае уште што и се вртеше на Трајанка низ главата, без да се помрдни во Врвана Пајковска. Таа беше устом покрај реката, селска, на место кај се врзуваше патот за кај Водеинци, за на Врбица, од кај пак се избре Велјаница со една преполна скутина со зелје за прастината. Слушна, Велјанице, слушна, 3 пати клепна камбаната со починување. Стеван скрши глата. Да го видам дали сега ќе ја одвраќа водата кај Свети Петрета. Нека прави пакози таму ако му држи. Велјаница застана, се подистопори и вели на Трајанка. Не е Стеван мори, Наќа умре, ноќеска беше удрила дамлата, јај со здравје. Сега нека ги напасуваат кравите од туѓи ливади, нека крадит срещни од зелоскине на Борило. Да го видам дали така ќе прави таму, кој што правеше овде. Многу голем паковџија, а и намигнуваше по туѓи жени. Освен мене, не остана жена во село што не и намигна. Се чудам како некој не му скрши главата. Секој можеше да забележи дека Велјаница некако како да имаше одземено нека љубомора, но не и се. И не знам што уште ќе прикажуваше Велјаница, ситејќи се за Наќата, ако не го приметеше, ако не го денетисаше на мрсеното лице од Трајанка, која во моментот прошепоти. Погрешка Свети Арангел си узел Наќата, место мора да е некоја грешка. Разочарана и видно незадоволна од веста што ја кажа Велјаница, Трајанка наведна главата, не дека беше жал за Наќата, туку беше лута што не е Стеван. Знаејќи ја лутината на Велјаница кон Наќата, вештачки намести насмев на муцката велејќи. Не оти беше и Наќа замашала, ама не знам оти Арангел го забидел Стевана. Трајанка се посвитка, некако се згута и се згугурла и трна надолу, ама со 2 лутини. Едната што Арангел го прескокнал Стевана, а другата што ја сретна Велјаница, за која беше сигурна дека таа минатата есен истата таа Велјаница ги обра пиперките. Трајанка не ја виде како кради, ама мислеше дека ги познава на нижаните пиперки, што Велјаница како зинаед ги нареди на чадакот, за да се гледаат дури од патот.
Целиот чардак искрај крај го наружа со низалки од пиперки. Секогаш кога ќе поминеше Транка покрај чардакот на Велјаница, со шепотење ќе речеше: да се отрујаш од моите пиперки. Ама Велјаница си беше и здрава, и права, и цела зима си правеше пале со прас. Транка беше лута и на Велјаница, но не можеше ништо да реши, бидејќи не ја виде на лице место во градината како ги кради пиперките. А пак на Велјаница, уште кога се раздалија со Транка, уште повеќе се натежна полната скутина, бидејќи се подсети ланската година. Таа, како да беше сигурна дека украдените тикви и искршените кочани од незината нива е дело на Транка. Море те знам што свеќе си ти, Транке, ама не виде на Арамија поголем од Кадија, одејќи нагоре си шепотеше Велјаница. Се тоа погоре на пишаното ми го раскажа стрина Лоринка, а пак јас за да се осигурам да не е верно, се што ја кажано го прашав деда Петрета. Тој ги засуга мустаќите и ми вели: ништо не е точно. Жени, му зел глата ветрот. Наместо нешто да сработат, тие се претеруваат.